Почитуване со граѓани. Катастрофалната ситуација во здравството во државата, особено во Кочани, не заслужува ефтина популистичка пресконференција на СДСМ од Кочани со широки насмивки. Секојдневно сме сведоци на доктори избркани од работа поради партизацијата во здравството. Зошто не ги споменувате скандалите кои секојдневно ги гледаме на вести? Дали знаете дека Асоциацијата на млади лекари и специјализанти изминатава недела излезе со тврдење дека од земјава се иселиле над 400 лекари. Тие формирале и регистар на лекари кои се надвор од земјава за да ја следат состојбата со нивното иселување. За само 2 години, и тоа од 2017 до 2019 година, Македонија забележа пат од 12 места на светскиот индекс на здрави нации според Блумберг. За само 2 години Македонија последна во регионот и сите екс-ју републики, вклучувајќи и Албанија. Пат од цели 12 места од 2017 година е доказ дека македонското здравство не функционира и има сериозен застој во последните 2 години. За разлика од сите екс-ју републики кои во последните 2 години покажуваат раст на ранкот на Блумер, Македонија е во пат за 12 места. Албанија е земана како сосед и држава која е во голема политичка криза, а сепак не стагнира како Македонија. Руинираната болница во Кочани, проблемите со грејењето, со апаратурата, партизацијата, допринесуваат во вашиот прес да не веруваат ниту болните, ниту здравите. Според домашни анкети, јавното здравство нашите граѓани го оцениле со просечна оценка од доволен 2 на скала од 1 многу лошо до 5 одлично, а дури 40% од граѓаните од Истокот дале оценка 1 или многу лошо. А ако се спроведе анкета во Кочани, во моментот бројките би биле за ваш срам. Со здравство во Кочани, кое се базира на упат за Скопје, немате место за такви насмивки. За крај, кажете барем една инвестиција во Кочанската болница во последните 3 години. Посочете каква апаратура имате набавено и за кое оделение. Со почит Комисија за здравство на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Кочани.